Со подпис од 41 пратеник, опозицијската ВМРО-ДПМН го поднела барањето за да се гласа доверба на владата. Се подпишал и поранешниот премиера, сега пратеник Никола Груевски. Образложено на 9 страници во 16 точки, партијата на Христијан Мицкоски бара одговорност од СДСМ и ДУИ, со оценка дека се работи за најкриминална и најнеспособна влада досега. Првите критики се упатени за партизираност на институциите и отпуштање од работа. Критика има за законот за јазици, владиниот план 369, но и задолжувањата кои ги оценуваат како преголеми и погубни политики. Немаме никаков раст на БДП и сме единствена земја во Европа која за 2017 година не забележа економски раст. Државата по долг период не бележи раст и тоа е само поради неспособноста на актуелната влада. Имаме пад во градежништвото од 48%, нема нови инвестиции и нови работни места, нема покачување на плати и пензии. Наместо реформи во правосудството, опозицијата препознала политички реваншизам со уцени и притисоци, мислејќи на уапсените пратеници. Обвинуваат дека МВР прикрива убиства, а како дамка на ова министерство го припишуваат случајот со нападнатата полицајка од страна на Бекира Сани и набавката на 45 возила. Најголем број критики се испратени до министерката за труд и социјала Мила Царовска. Се критикува образованието, транспорт и врски, здравство, земјоделие, националната програма на Министерството за култура, но и договорот со Бугарија и процесот за решавање на спорот со името. Владата на Македонија нема никаква стратегија ниту градење на државен консензус во однос на спорот со Грција и прашањето со името. Без никакви консултации со опозицијата и на нетранспарентен начин се одвиваат преговорите за името. Од власта велат дека со барањето опозицијата се обидува да добие ситни политички поени. После она што ВМРО-ДПМН го остави во економијата, високиот процент на сиромаштија, уназадување, задолженост, задушена слобода на говор, заробена држава, нефункционалност на системот, корупција и криминал, со еден збор, пустошот што го остави ВМРО-ДПМН по 11 годишното криминално владење. Оваа партија прво треба да им се извини на граѓаните и да спроведе реформи во своите редови. За да се изгласа недоверба на владата, потребен е 61 глас. За прв пат опозицијата ИСО документ формално го признава првиот човек на собранието Талат Џафери, иако во барањето го нема неговото име, сепак е адресирано до функцијата председател на собранието на Република Македонија.